Сега продолжуваме со нашата кампања да ги изнесеме нашите ставови, нашите планови кои веќе ги спремаме месеци наназад и мислам дека граѓаните овој пат ќе знаат да проценет што имаме направено и што ќе правиме во иднина за 4 години. Имаме доста проекти кои за несреќа не се реализирани во општина Струга и ние како екипа нова и како градоначалник иден за 4 години имам спремена доста проекти, најважните имаме приоритетни проекти кои се многу битни за граѓаните. Почнуваме од патот Мороишта Струга, сменување на азбестните цевки во Струга, подземните гаражи каде што ги имаме веќе проектирано во овие 2 месеци, како што е овој во центарот на градот и градската плажа. Ево овде имаме и патот Мороишта Струга кој треба да се изведе. Исто имаме и пристаниште за бродови кои ќе една линија од Струга за Поградец и Охрид. Исто продолжуваме и со центарот за куќињата скитници кои се еден од проблемите во нашиот град. Нормално дека имаме и низ други проекти кои се битни за градот и за селата, каде што по нашата посета во сите села гледаме да најбитниот и најпроблематичниот проблем за граѓаните е водата и канализацијата, каде ќе се опфати со еден поголем проект, мега проект кој веруваме дека во текот на 4 години ќе ги решиме поголемиот проблем. Исто така имаме проблем и со во делот на градинките, каде што мислиме дека поготово за делот Лабуништа ќе имаме една градинка која веќе е проектирано, ќе изгледа вака, каде што мислиме дека ќе се сместат околу 300 деца. Продолжуваме исто така со инфраструктурата во спортот, каде мислиме дека му треба повеќе за спортот. Тука имаме веќе проект ДУП веќе усвоен и верувам дека за месец-два ќе биде и ДУПот веќе све завршен, па да видиме во делот каде што ќе се изградат стадиони за спортот, за сите видови на спорт. По тоа имаме и централен рекреативен центар каде што е покрај езерото. Продолжуваме и со низ други проекти, меѓутоа најважниот и најбитниот проект кој ги опфаќа сите села и градот, тоа е депонијата, каде што мислиме дека во текот на овие 4 години да се реши како голем проблем. Граѓаните на општина Струга и селата, поготово сега, треба да се убедени дека менаџирањето на Струга, односно промената на ситуацијата во Струга доаѓа и мислам дека на 19 октомври ќе се заокружи број 133 и по тоа мислам дека веќе ќе почнува промената. Мислам дека не само тоа и поддршката од ВЛЕН како коалиција, каде што исто и на граѓаните им предлагам да се заокружи бројот 7, каде што мислам дека носител на листата Амир Чазими ќе е мојата поддршка за идните 4 години. Јас мислам дека Лабуништа и сите овие села треба да го добијат својата улога во менаџирањето на градот и мислам дека досега нивниот глас е злоупотребен, а овој пат ќе се материализира гласот нивен за да правиме повеќе за Лабуништа, за Октиси, за Подгорци, за Боровец и за сите села и мислам дека овој пат ќе го добие своето место Лабуништа и сите села. Имаме многу проблеми во делот каде што мислиме дека треба да се работи повеќе
во делот на администрацијата, каде што граѓаните ќе имат пристап послободно, поотворено и да се легализират сите апликации кои се за легализација. Јас мислам дека граѓаните на општина Струга веќе се свесни и мислам дека има зашто да ме гласат. Ја ќе набројувам зашто неколку елементи зашто треба да ме гласат мене. Јас доаѓам од бизнис заедницата и доаѓам како бивш председател на Стопанска комора на Северозападна Македонија, каде што имам доста искуство и мислам дека заедно со искуството од мојата компанија и искуството од менаџирањето на клубот ФЦ Струга, значи и низ други проекти кои ги имам изведено години наназад, тоа искуство ќе го пренесам во општина Струга, мислам дека и мојот против кандидат нема што да кажува, поради тоа што нема ни проект, ме следуваат мене што правам јас, и то мислам дека е еден вид што тие немат некој објектив, имат објектив само да се да ја земет општината, па да продолжат со истото ова хаос што е во општина Струга. Жалосно е кога гледаме дека мојот опонент со штабот нив, каде што се директорите на Проакфа, која е едно јавно предпријатие кој треба да ги реши проблемите на граѓаните во делот на водата и канализацијата, а истите барат глас уште еден мандат за да ги решат овие. Тоа е жалосно дека знаеме дека веќе 20 години тоа не е решено и граѓаните овој пат верувам и сум убеден дека нема да ги гласат и ќе се определат за подобра иднина, за промени на општина Струга. Слушнав засношти дека моите опоненти во една плаката пишува дека се возам со С класа и зборувам од таа кола. Јас сакам да им кажувам дека ние не треба да се плашиме од луѓе што имаат. Не треба да се плашиме од тие што имаат С класа, затоа што ако градоначалникот од без С класа, треба да се плашиме тие што немаат С класа, па ќе оде тамо, ќе купуваат од парите на општина С класа. Тоа е жалосно. Значи, од нашите пари, од парите на граѓаните, можно е и имаме искуство дека тие што немале С класа, купиле С класа од општина, а јас инако ќе направам. Значи, мојата С класа за 4 години ќе му служи на општина Струга, а аудито сегашниот, фамозниот, ќе се продава за други цели. Исто така, на граѓаните им ветувам дека мојата плата за 4 години ќе се определи, ќе се насочи за лицата со посебни потреби, исто така и одлуката за репрезентација на Советот за градоначалникот ќе се укинува и тие средства ќе се употребат за низ други потреби. Продолжувам со убедување дека доаѓам тука да направам повеќе од градоначалниците претходни, значи за 5 мандати. Мислам дека за 4 години ќе направам не све, но мислам дека ќе направам многу повеќе од нив. Сношти во мојот митинг имаше и пароли
на македонски, што за мене е многу нормално, поради тоа што веќе месеци наназад и сега продолжувам да кажувам дека ја ќе бидам градоначалник на сите граѓани на општина Струга, и во тој случај, значи, јас се чувствувам горд и ќе продолжувам да сум таков во тој дел, затоа што мислам дека барам и сакам поддршка од сите граѓани, без разлика која верска или етничка припадност. Може да пишуваат на секој јазик, тоа ќе уште поголема вредност за мене и за граѓаните на општина Струга и за градот Струга. А на моите опоненти им кажувам, нека се занимаваат со проекти, да не се занимаваат со некои работи што не им личат на нив, и мислам дека ние сме тука за проекти, за реализација, за менаџирање на градот, а не за политика. Овој пат отвараме нова историја, нова страница. Прв пат ќе има градоначалник на сите граѓани, без разлика на етничка и верска припадност. И мислам дека овој пат граѓаните се убедени дека на Струга им требам и на Струга ќе има промени и во Струга ќе сме сите заедно. Прв пат ќе бидам градоначалник на сите граѓани за овие 4 години, без разлика каде се и кои се. Мислам дека број 133 ќе ни дава можност да ја имам повеќе обврска за граѓаните и ќе направам повеќе за овие 4 години. Затоа заокружите број 133 и број 7 сигурно како партија, коалиција која ме поддржува, кои заедно ќе ги реализираме проектите наши за овие идните 4 години.